30 милиони денари за тампонирање на патишта во земјоделските региони. Министерството за земјоделство ја издвои оваа сума за да се подобри патната инфраструктура до нивите, каде што се одвиваат најголемиот дел од земјоделските активности. Денеска во рамки на посетата на општина Струмица заедно со градоначалникот и во рамки на сите средби кои што ги одржуваме со земјоделците, ја промовираме и програмата за капитални субвенции за центрите за развој на планските региони, кои што се однесуваат за мерката која што е ново воспоставена од страна на владата на Република Македонија, а се однесува на олеснување на пристапот до обработливите земјоделски површини, односно се однесува на полските патишта. Ова е нова програма која што ја донесе владата и која што веќе е објавена, и она што денес го потенцираме дека рокот за поднесување на апликации за овие предлог проекти преку кои што ќе се направи олеснување на пристапот до обработливите земјоделски површини, односно до земјоделското производство, ќе трае до 15 јули, а се обезбедени 30 милиони денари. Мене ме особено радува интересот кој што во текот на подготовката на самата програма беше изразен од страна на градоначалниците, на местното население, на самите фармери и земјоделски стопанства, да преку центрите за развој на планските региони, онака како што е дефинирано во програмата, направиме се да го олесниме овој пристап до земјоделските површини. Нашите анализи покрај за другите мерки и политики кои што паралелно ги носи владата во целиот овој период покажуваат дека станува збор за исклучително голема потреба ако збориме за модерно развиено и конкурентно земјоделство. Преку програмата за рурален развој дополнително се предвидени проекти кои што се однесуваат исто така на руралниот развој и поддршка на општините. Мерки кои што ќе бидат распишани во следните неколку дена. Преку програмата за рурален развој исто така ги финансираме и крупните системи за наводнување, крупните проекти во делот на водоснабдувањето. Но со овие 30 милиони денари сметаме дека како нова мерка и политика ќе дадеме значајан импулс и фокус токму на овие проблеми со кои што се соочуваат земјоделците, а тоа е пристапот до нивите, пристапот до земјоделските обработливи површини. Затоа ги повикуваме центрите за развој на плански региони да во рамки на програмата и во рамки на крајниот рок ги поднесат своите барања и своите предлог проекти и да овие средства за капитални трансфери до центрите за плански региони, а наменети за пристапните патишта во делот на земјоделството бидат искористени. Од општина Струмица велат дека веќе имаат изготвено проекти и ги мапирале улиците кај кои е итно потребно да се интервенира. Да, има секако потреба, и таа идеја така и произлезе. Јас можам да кажам дека оваа иницијатива или идеја за да се воведат такви мерки произлезе токму од општина Струмица, баш затоа што овој крај е познат по земјоделските активности и секако произлезе од луѓето, од граѓаните со кои што разговаравме. Пред тоа бевме на терен, на многу места се спомна како потреба. Општинските можности во тој дел да делуваат се ограничени, како што знаете, и не постојат практично, и ние цело време инсистиравме и предлагавме овие мерки да се воведат на некој востановен начин, кој што јас се надевам и еве разговараме со министрот да се востануваат како пракса, како редовна пракса, не да бидат само интервентни за една година. Имаме големо разбирање од министрот, ова токму се случува и заради таа негова прифатливост на овие проекти. Знаеме дека и премиерот ги познава приликите во нашиот крај. Таа мерка се виде како доста корисна и еве почнуваме, ова е прва година и секогаш кога е нешто прва година се содруваме со некои можеби административни пречки кои што малку не успоруваат, меѓутоа патот веќе се трасира, така да јас верувам дека оваа мерка ќе биде редовна, константна мерка која што очигледно гледаме и на терен дека е многу потребна за нашите земјоделци. Колку проекти ќе Па ние направивме, ние сме спремни уште многу порано со овие проекти.
Сега одредени корекции настана бидејќи нели финансиите се распоредуваат за цела Македонија, за цела република, се појави еден поголем интерес од колку што сметавме во почетокот и тоа е нормално и така треба да биде. Значи ние имаме нашите служби уште порано пред неколку месеци излегува на терен во соработка со локалното население нотираа кои се тие поважни, така би рекол, артерии низ полето кои што сите ги користат и од кои сите ќе имаат бенефит. Веќе ги имаме спремно, гледаме во сите населени места да има такви интервенции. Нашиот дел од овој колач, ако би можел така да кажеме, некаде од прилика околу 4 милиони денари. Гледаме да ги распоредиме, значи тука има улици во населеното место Муртино, 2, има во населеното место Добрејци, еве каде што сега се наоѓаме. Офатена е и населеното место Баница, населеното место Сачево со Муртино исто една од важните улици кои што беа споменати. И Дабиле исто така, значи сите населени места ќе бидат опфатени согласно нивните потреби и нивните барања. Се надевам дека овој проект ќе се развива, ќе експандира и ќе биде корисен за нашите сограѓани и нашите земјоделци. Земјоделските производители велат дека поради лошиот пат имаат проблем за транспорт на стоката од местото на производство до пазарите. Сметаат дека патиштата се клучни за подобрување на состојбите во земјоделството. Инаку сум земјоделец, имам фирма, се вика Трева Компани. Во нашиот град ме повеќето знаат како добар производител. И ме радува за проектот што државата се активира за тие патишта. За улиците мора да се активира. Значи не државата, како началникот мора да се активира. Ама за тие патишта што јас треба да ја носам мојата роба, која ќе ја произведам и во кал и во тоа, не е добро. Сега баш вчера заврна ме радува што треба да видат по кои патишта ние треба да патуваме. Во градовите сакат свежа роба. Како ќе ја донеш робата, ако не се добри патиштата? И плюс тоа, кога јас ќе ги земам работниците, ако не е добар патот, јас не можам да завршам работата. Ќе има поголем труд, помалку работа и скапа ќе биде робата. Сега кога е добар патот, ќе биде поевтина и робата. И ме радува што мислам оти тоа е прв пат да се активира државата за тие патишта. За средствата може да аплицираат општините преку центрите за развој на планските региони во државата.